Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро и ово утро студиото на радио Глас на надежта. Вие следите утринската програма на радио Глас на надежта, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве денеска сме 28 април, петок 2023 година или 180 ден од оваа тековна година. Во Кавадарци утрувao сам на ведро, сончево, иако е малце студено, но не е така студено, за разлика од минатите денови, колку што беше студено. Температурата беше во Кавадарци плюс 2, воздухот е чист, така да може слободно да излезете вие кои сте во Кавадарци, во теквишијата и да ги обавувате вашите секојдневни работи или активности. На почетокот да ја проследиме временската прогноза, да видиме што е предвидено и какво време ќе имаме. Наутро со ниски температури за овој дел од годината, а преку денот сончево со мала до умерена локална облачност ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Во Скопје наутро свежо, а преку денот сончево со мала облачност ќе дува слаб до умерен ветер од северен правец. Еве како што можам да приметам овде на метеоролошката карта на Македонија, сме имале и минусни температури во западните делови од минус 2 до 10, во Скопскиот регион од 2 до 20, значи голем распон, голема разлика утринските со дневните температури, во Кумановскиот регион од 0 до 16, во Беровскиот исто така утрово беше минус 2, ќе се искаче температурата до 14, најтопло секако во Гевгилиско-Струмичкиот регион од 7 до 22, рековме о Кавадарци плюс 2 до 20, Команово, односно рековме за Команово, туку за Битола и Прилеп од 1 до 17 и Охрид од 1 до 17 степени. Утрешниот ден ќе осамне потопло, значи ќе немаме минусни температури, ќе бидат скоро изедначени, но ќе имаме променливо облачно време со слаб до умерен ветер од променлив правец. Во северните делови ќе има услови за појава на краткотраен дожд. Во Скопје променлив облачно со услови за краткотраен дожд, ќе дува слаб до променлив ветер. Интересно така ќе биде во наредните денови, значи ќе имаме променливо време, ниски температури, а дневните ќе се искачат и до 24 до 23 степени, но затоа за следните денови ќе објавиме повторно нов пресек на температурите во нашата земја. Што се однесува до состојбата на патиштата, тие се тековни, сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања. Така да, почитувани гледачи, бидете внимателни, односно вие возачите, кога возите по населените места, посебно кај што се училиштата, пешачките премини, бидејќи фреквенцијата е поголема токму на тие делови. Викендот е пред нас, 1 мај е во понеделник, така да некои ќе отидат можеби на планина, некои во туристичките места, како е да е, бидете внимателни кога управувате со моторните возила, немојте воопшто да користите алкохол. Алкохолот не е воопшто корисен за човечниот организам, поготово кога се вози автомобил, тогаш не сте вие веќе господари на автомобилот, туку тој станува господар на вас, а може да биде и трагично за вашиот живот.
Одеме сега понатамо да видиме што се случило на денешен ден, 28 април. Се случиле многу настани, еве овде имам неколку податоци што сакам да ги сподела. Во 1758 година на денешен ден роден е американскиот државник Джеймс Монро, председател на Соединетите американски држави од 1870 до 1925 година. Во 1920 година ја прокламирал Монровата доктрина под мотото Америка на американците. Основната цел на ова мото беше да се потиснат европските сили од американското тло. Добро, одиме понатаму. На денешен ден, во 1903 година, во Солун од 28 до 30 април, група македонски интелектуалци формирана со цел со динамитни акции да се предизвика интервенција на европските сили во Македонија, да се запозна европската јавност со состојбата во Македонија. Ги дигна во воздух францускиот брод Гвадалкивар, Отоманската банка, поштата, плинарницата и други јавни објекти. Овие настани, познати како Солунски атентати, извршени неколку месеци пред Илинденското востание, представува најкрупен настан кој предизвика силен ефект во европската јавност и во европската дипломатија. Во 1980 година во војниот затвор Терезин во Чешка умрел Гаврило Принцип, припадник на организацијата на босанската револуционарна група Млада Босна, кој на 28 јуни 1914 година во Сараево изврши атентат врз австро-унгарскиот престолонаследник Франц Фердинанд, бил осуден на 20 години затвор. На денешен ден, 1924 година, роден е замбискиот државник Кенет Каунда, прв председател на Замбија од 1964 до 1991 година. Во 1937 година роден е ирачкиот диктатор Садам Хусеин. На власт во Ирак дошол во 1979 година, која како подпредседател на владечкиот совет на револуционерната команда го симнал од власт шефот на државата Ахмед Хасан Ал-Бакар. Знаеме како заврши со животот овој човек. Страшно кога се случи таа граѓанска војна, подпомогнати со американците, беше свргнат од власта и навистина зверски беше убиен. Добро, еве уште неколку информации. Во 1975 година американците го напуштиле Сајгон, со што завршила 20 годишната интервенција на САД во Јужен Виетнам. 1986 година на денешен ден советската влада објавила дека пред 2 дена се случила голема нуклеарна несреќа во електраната во Чернобил. Верувам вие повозрасните се сеќавате на ова голема катастрофа, беше во пролет 1986 година, кога тој чат од таа централа, електрана, нуклеарна, секако дојдоа тие бранови во Македонија, во Србија. Ние бевме тогаш во Ниш, работевме и зелените пазари беа полни со салати, со кромит, со други зеленчуци, но луѓето се плашеа да ги купуваат и да ги јадат, затоа што се плашеа да не беа и тие заразени, односно контаминирани со тој чат од таа електрана кој се проби и на овде на овие простори. Навистина тоа беше голема катастрофа. 2001 година на денешен ден првиот вселенски турист во светот, американецот Денис Тито, платил $20 милиони за да полета со руска ракета кон меѓународната вселенска станица Мир. Наистина, еве, луѓе имаат толку пари за неколку часови или денови да поминат горе во вселената. Овој човек, Тито Денис, платил $20 милиони. На денешен ден, 2003 година, рускиот вселенски брод Сојуз, првото вселенско летало со човечки екипаж, лансирано по катастрофата на американскиот шател Колумбија, успешно се споил со меѓународната вселенска
stanica. Ima mnogo, kako što spomnah, nastanje koji se slučili v Minatu, to neki se poznati, neki nepoznati, no eve nešto i od Makedonija. Na današnji dan 2012. godina umrel Milan Širfov, redoven profesor v penzije na Fakultetu za muzičke umetnosti v Skopje. To je beš istaknut muzički rabotnik, dirigent, pijanist i operski pejač. Eve, počeštvo gledači, se zapoznahme sa nekoj nastani od Minatoto, a сега da ve pozdravime sa jedna ubava hristijanska pesna.
Продължуваме со нашата програма. Почитаме гледачи, поздрав до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте во живо и следите утринската програма Добро утро на радио Глас на надежта. Следува рубриката Капки на мудроста и читање од Библијата, од псалмите Давидови. Денес имам неколку капки на мудроста приготвени и сакам да ги споделам со вас. Првата гласи: човекот се познава по две работи. Трпението кога немаш ништо и однесувањето кога имаш се. Не си поразен кога ќе изгубиш, поразен си кога ќе ја изгубиш желбата да се бориш. Значи, мора да имаме секојаш пред себе цел и таа цел да ја постигнеме. Може би 100% нема да ја постигнеме, но сепак се бориме, се стремиме, така да постојано треба во животот да поставуваме цели. Еве што рекол Ганди: прво ќе ти се смеат, потоа ќе те игнорираат, па ќе се борат против тебе и на крајот ќе победиш. Во денешно време не се исплаќа ниту да зборуваш, ниту да молчиш, секако ќе те проценат погрешно. Но сепак треба да зборуваме, треба оно што го знаеме да го делиме со другите. Силната жена е она која научила да се смее дури и кога срцето ѝ се кине од болка. Никогаш не се навраќајте на минатото, зашто тоа ви го убива скапоценото време. Знаеме дека минатото не може да го вратиме, мора да се стремиме напред, кон новите денови што Господ ни ги подарува. И уште една мудрост: годината минува, а денот никогаш. Еве тоа беа неколку капки на мудроста што некои ги доживеале овие настани, овие случки, ги запишале и ги претвориле во реченици и денеска можевме да ги слушнеме. Одеме понатаму да го прочитаме 62-иот псалом. Само Бог е сигурна закрила. Така е насловот на денешниот псалом. Само во Бога душата ми е спокојна. Моето спасение од Него ми доаѓа. Само Тој ми е закрил и спасение, Тој ми е тврдина, нема да потклекнам. До кога на човекот ќе навалувате и сите заедно ќе го соборувате, како да е навален ѕид или разнишана ограда. Неговото достоинство наумиле да го урнат, во лажење уживаат, со устата благословуваат, а во мислите колнат. Само во Бога душата спокој ми наоѓа, мојата надеж од Него ми доаѓа. Само Тој ми е закрил и спасение, Тој ми е тврдина, нема да потклекнам. Во Бога ми се спасението и честа, Тој ми е мокна карпа, Тој ми е закрила. Верувајте во Него, луѓе, во секое време, кон Него свој срца отворете, зашто Бог е нашето прибежиште. Само здив се ништожните луѓе, само лагја се великаните, заедно на вага да застанат полесни и од здивот ќе бидат. Не верувајте во грабење и не фалете се со крадење, и ако богатството ви расте, срцето за него да не ви порасне или прирасне. Едно нешто кажа Бог и две нешта чув јас. Во Бога е силата, во Тебе, Господе, и љубовта, Ти секому му плаќаш според делата. Убави мисли и убави зборови напишани од царот Давид. Навистина, само Бог е сигурна закрила. Сето друго нова земја е поминливо, денеска човекот е, а утре не е. Тоа сите ние го знаеме, но Господ е вечен и како што тој овде напишал, само Тој ми е закрил и спасение, Тој ми е тврдина, нема да потклекнам. Нека и за нас во овој ден Господ биде наша закрила, почитувани гледачи, Тој да биде наше спасение и наша тврдина. Продолжуваме повторно со песна.
Во рубриката Искуство или вести од светот денес имаме едно прекрасно искуство кој ни доаѓа од Камбоџа. Значи, денешните вести ни пристигнуваат од Камбоџа. Насловот на ово искуство е раката која плови. Па да проследиме и да видиме што ќе ни раскаже Сорн Сом Ан, човек кој има 40 години. И еве неговата приказна. Сорн Сом Ан растел како единствено дете на самохрана мајка на една фарма во Камбоџа. Почнал да ја посетува црквата со желба да придобие една девојка. Но за да се ослободи од семената религиозна традиција, му било потребно многу повеќе од една девојка. Му била потребна визија на една рака која плови. Како тинеџер, Сом Ан ја придржувал својата девојка одејки секоја недела во низината црква во нивниот роден град Дон Каеву, кој се наоѓа 70 км јужно од Пном Пен, главниот град на Камбоџа. Значи, главниот град на Камбоџа се вика Пном Пен. Не бев заинтересиран за религијата, туку за девојката, признава Сом Ан. Една недела, еден адвентистички евангелски работник се обрати на нашата мала заедница, бидејќи го беше повикал еден од верниците на црквата. Адвентистичката црква, односно адвентистичката порака ги заинтересира верниците и говорникот го поканија да зборува и наредната седмица. По третата проповед верниците на црквата анонимно изгласа нивната црква да стане христијанска адвентистичка црква. Значи, интересно, ова црква, овие верници ја почитувале неделата. Мала група на верници се собирале, го поканеле адвентистичкиот пастор да им одржи неколку предавања. И после третата тема, после третата проповед, овие верници анонимно вели изгласале нивната црква автоматски да се вика христијанска адвентистичка црква. Тогаш одлучиле да го испратат Сом Ан во Пном Пен за ова одлука да ги извести водачите на адвентистичката црква. Наскоро биле крстени 30 верници. И Сом Ан исто така бил крстен, иако не верувал во Бога. Јас сум роден во семејство кое не е христијанско и промената кај мене не настапи толку едноставно. По своето крштевање тој се преселил во Пном Пен, заминувајќи да студира на тамошниот универзитет. Бидејќи имал малку пари, побарал помош од црковните водачи. Му биле дадени клучеви од едно собно станче во кој можел да живее бесплатно. Во текот на втората година од студиите тешко се разболел. Неговото тело горело и едва можел да се помести од креветот. Мислел дека ќе умре, а потоа се сетил дека во црквата слушнал дека Исус е моќен Бог. Си помислил, зошто да не се помолам и да побарам помош од Бога. Се обидел да стане од креветот и да клекне да се моли, но бил премногу слаб и потоа паднал. Се обидел уште еднаш и повторно не успел. Ја собрал сета своја сила и се обидел и по трет пат конечно успеал. Затворајќи ги очите рекол, мили Боже, помогни ми, те молам. Како што почнал да ги изговара зборовите, така видел зрак на светлина на другиот крај од просторијата. Светел неколку секунди, а потоа исчезнал. Си помислил, Бог ми дава до знање дека е присутен и дека ме слуша. Продолжил со својата молитва. Слушнав дека си силен Бог, прочитав во Библијата дека си излекувал многу луѓе, те молам да ми помогнеш и да ме исцелиш.
Ti благодарам за се. Сом Ан се вратил во креветот. Во тој момент го видел зракот на светлост, кој изгледал како рака која се движи. Раката поминала над неговите нозе, почувствувал олеснување, мускулите повеќе не го болеле. Пото раката поминала над неговиот стомак. Каде да поминала раката, тој дел од телото бил излекуван. Кога раката поминала преку неговата глава, почувствувал дека температурата се спуштила, бил потполно излечен. Истиот момент станал од креветот и скокнал низ собата од радост, извикувајќи: Ти благодарам, Боже, за силата со која ме исцели. Ти благодарам. Тогаш имал 20 години. Денес Сом Ан има 40 години и предава теологија на приватниот универзитет во Батамбанг, втор по големина град во Камбоџа. Тој е активен верник на локалната црква и со задоволство и ревностно секому му сведочи за Божјата исцелувачка сила. Јас бев толку тврдоглав, слично како апостол Тома, мислејќи на библискиот настан на Тома во Библијата, во кој Тома одбил да верува во Христовото воскресение, додека лично не го видел доказот. Навистина сметам дека Бог ќе употреби својата сила за да го промени моето срце. Ако Бог не го правише тоа, ако не го направише Бог тоа чудо во мојот живот, со моето исцелување, веројатно денес не би верувал во него. Но денес јас цврсто верувам во Бога. И без оглед на тоа колку животот ми е тежок, јас и понатаму ќе верувам. Денеска Сом Ан е среќен човек и му благодарам на Господа за тоа големо искуство. Наистина, почитувани гледачи, охрабрително искуство на овој млад човек, раката која плови. Бог се служи на разни начини, на разни искуства имат луѓето во светот. Ево овој човек верувал во Бога, иако, како и што самиот признава, одел во црква ради девојката, и тоа во една друга црква кај што не се почитувала ниту саботата, ниту останатите 10 заповеди целосно. Но го поканеле овој проповедник адвентистички, му одржал неколку предавања, тие се осведочиле и изгласиле автоматски целата црква од 30 верници да припаднат во христијанската адвентистичка црква и целосно да му служат на Господа. Слава на Бога за ова убаво искуство. Одем понатаму со песна. Isus,
После оваа детска песна продолжуваме повторно со нашата програма. Почнуваме гледачи, вие следите утринската програма на Радио Глас на надежта. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Поздрав до сите вас кои ја следите од почетокот ова наша утринска програма, но гледам овде дека некои се приклучи и сега. Поздрави до вас. Значи на нашите гледачи од Македонија, имаме и од соседството, од Србија, од другите поранешни републики, имаме и од Германија, имаме и од другите држави во светот, така да сите сте добре дојдени и ве поздравуваме со голем поздрав од кавадарци од Македонија. Во наредните неколку минути сакам да спомнам за нешто што се случи во минатиот викенд, значи од 21 до 23 април во црквата Колешино. Црквата Колешино е населска црква, но многу голема, со големо срце, се одржа викенд на библиски предавања. Сакам да ги спомнам најпрвин темите за што стана збор. Значи се одржа мини серија под наслов Библиските пророштва или пророштвата за 21 век. Првата тема се одржа во петок навечер, потоа следе и во сабота предпладне, попладне и во недела беше завршена ова кратка серија. Значи првата тема најголемите знаци за крајот на светот, изворот на духовната сила, надеж што ги надживува гробот, што го надживува гробот или надминува гробот, дали сме подготвени за вселенско патување. Тоа беа грото 4 предавања, тие беа снимени, ќе бидат обработени и поставени на YouTube и ќе може и вие, почитувани гледачи, кои не бевте присутни таму, да ги проследите тие предавања. Меѓутоа, главен белек на овој настан, на овој викенд, беше настанот предпладне на заедничкото проширено богослужение кој се одржа за округот Струмица и за округот Штип, бидејќи тие се сега обединети, дојдоа повеќе верници од повеќе градови, веќе спомнам од каде се имаше, значи се одржа тоа проширено свечено богослужение, имаше од Грлани, Делчево, Штип, Кочани, Струмица, Колешино, Кавадарци, имаше од Германија представници и млади од Скопје. Значи се одржа проширено богослужение, каде што учествува претежно верниците од Колешино и од Струмица. Еве може да гледате и фотографии додека јас зборувам. Така да тоа беше наистина едно убаво дружење за верниците од тој дел на нашата Македонија. Имаше заедничко богослужение, имаше заеднички ручек, потоа може да кажам дека имавме и прошетка на Колешинскиот водопад, потоа се вративме и можеше да се одржи, односно да луѓето присуствуваат, верниците, и на попладневното богослужение. Имаме еден повик, но беше убаво. Се така да навистина верниците ужива, се дружија и ги споделува своите искуства. Меѓутоа, главен белек на овој настан беше токму крштевањето кое се одржа во самата црква. Значи имавме крштевање на една наша пријателка, сега сестра, која јавно пред сите верници го призна Господа за свој спасител и стори завет со Господа. Еве додека одат сликите, да кажем уште некоја информација. Младите од Скопје беа присутни да ја збогатат ова свеченост со песни, така да домакините во дворишниот дел беше поделена храната за сите присутни и времето ни послужи, така да имавме еден убав викенд. Еве, ако е подготвено од режија, може да видиме само неколку секвенци од крштевањето, а тоа ние подоцна ќе го обработиме и ќе биде поставено целото тоа.
sestra Beti pодарува цвет, така да to беше навистина еден убав момент, најрадосен момент во животот на човекот, во духовен смисол е крштевањето. Кога одлучува да му сврти грб на овој свет и да продолжи да го следи Исуса Христа. Честитки до сестра Весна и до сите вас, почитувани гледачи кои размислувате во иднина да го направите. Тој е многу важен чекор крштевањето, зашто пишува во Евангелието според Марко 16 глава 16 стих: кој поверува и се крсти ќе биде спасен. Не е доволно само да веруваме, не е доволно само да одеме во црква, не е доволно само да даваме дарови. Сето тоа е добро, или да читаме Библијата. Меѓутоа, ако тоа не го заокружиме со самиот чин на крштевање, Библијата вели нема спасение. Кој поверува и се крсти. И Јован пишува таму во своето Евангелие дека Никодим дошол кај Исуса и да го праша што е потребно за да биде спасен. А Исус му вели: Никодиме, навистина треба наново да се родиш. Јован 3 глава, читајте го Евангелието, ќе видите дека крштевањето е многу важно. Тоа е духовно раѓање на еден христијанин. Еве, тоа беа неколку информации за наставно што се случи минатиот викенд. Одиме сега повторно со песна. Putnik sam tu u zemlji suza, lutanju mom dolazi kraj, bola gde nema i nema smrti. Ja žurim sad u divan grad, moj sjajni dom gde otac čeka, ulice te od zlata sve. Ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dok sam još tu u kući tuge, sav život moj bola je pun i zato sada sa čežnjom čekam dolaska sjaj, taj divan dan. Moj sjajni dom gde otac čeka, ulice te od zlata sve. Ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca svog. Moj sjajni dom gde otac čeka, ulice te od zlata sve. Ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca svog. Ostavljam tu sve moje boli, vidjet ću dom i oca svog. Детството и младоста Исус ги поминал во едно малечко планинско село. На земјата не постои нито едно место што не би било почестено со неговото присуство. Царските палати би уживале предимство да го примат како гостин. Меѓутоа, тој ги заобиколил домовите на богатите, царските дворови и славните центри на науката, за да се настане во зафрлениот и презрен Назарет. Исклучително значење има кусиот извештај за неговото детство, а детето растеше и закрепнуваше, напредувајќи во мудрост и Божјата благодат беше врз него,
Ozaren so naklonosta na svojot Otec, Isus napreduvaše vo mudrosta, vo rastot i vo milosta pred Boga i pred lugeto. Bil živ i so pronikliv a negovata razboritost i mudrost gi nadminuvale negovite godini. Negoviot karakter bil uravnotežen i harmoničen. Silite na negoviot i telo se razvivale postepeno vo soglasnost so zakonite na detstvoto. Kako dete, Isus se odlikoval su isključitelno privlečna priroda. Negovite uslužljivi race sekogaž bile podgotvene da im poslužat na drugite. To je pokažuval nepokolebljiva strpljivost i vistinoljubivost koja nikogaž ne bija žrtvovala česnosta. Vo načelata crst kako karpa, negoviot život otkrival osobina na nesebična ljubeznost. Продолжуваме со емисијата, почитувани гледачи, след ова кратка духовна порака, која носи наслов Патеката на верата. Човечки е да ги разбереме и да ги прифатиме само оние на вистини кон кои негуваме позитивен став. И обратно, понекогаш не го разбираме или дури го отфрламе доказот само затоа што нашиот усвоил негативен однос кон него. Иако не е лесно да се одобрува таквата слабост, еве една слика што ќе го потврди овој животен факт. Се обидов да им помогнам на двајца туристи што зборува англиски во еден малечок норвешки дуќан во кој ниеден од персоналот не зборуваше англиски. Еден од туристите ми постави прашање на кое не можев да одговорам, па затоа на норвешки му се обратив на еден помошник барајки ја потребната информација. Тој чудно ме гледаше, не изговарајќи ниту еден збор. Полека и внимателно го повторив прашањето. Се уште не ме свати за на крај сепак да проговори, но на мощне, слаб англиски јазик јас не разбирам. Тој слушна како со туристите зборувам англиски. Неговиот подолго ја задржал таа информација и затоа не чул дека му се обратив на неговиот мајчин јазик. Сепак, недоразбирањето не траеше долго. Но сето тоа мощно убедливо покажува дека она што го мислиме може да влие врз тоа што треба да го разбереме или да го прифатиме. Кога се размислува за прашањето дали Бог зборува преку Библијата, мнозина се обидуваат да засноваат свој одговор само на цврсти докази. Доказот е мощно важен, но исто толку е важна нашата подготвеност да веруваме или да се сомневаме. Библијата ова начело во нашиот однос кон Бога го објаснува вака. А без вера не е можно да му се угоди на Бога, зашто оној што сака да дојде кај Бога треба да верува дека има Бог и дека им плаќа на оние што го бараат. Евреите 11 глава 6 стих. Ако некому од вас му недостига мудрост, нека ја моли од Бога, кој на сите им дава изобилство и без укор, ќе му се даде, но да се моли со вера и никако да не се сомнева оти оној кој се сомнева прилега на морски талас, кога ветерот го издига и го растура. Таков човек нека не мисли дека ќе добие нешто од Господа. Човек што се двоуми во сите своји патишта е непостојан, пишува Јаков во 1 глава. Нашето сваќање е слично на чувствителен радиоприемник. Тој мора да се вклучи и правилно да се постави за да може да ја прими пораката. Ако не сме на вистинска бранова должина, нема да слушнеме ништо или ќе добиеме погрешна порака и ќе донесеме погрешни заклучоци. Но ако ја пронајдеме вистинската бранова должина, ќе ја добиеме точната вест. Ова животна вистина може да се вообличи на ваков начин. Они што сакаат да се сомневаат, ќе имаат прилика за тоа, но они што на вистина сака да ја знаат вистината, ќе најдат мношто докази врз кои ќе почива нивната вера.
Секогаш кога луѓето не се стремат со зборовите и со делата да бидат во хармонија со Бога, тогаш колку и да се учени, тие се подложни на заблуди и на лично толкување на Светото писмо и затоа не е сигурно да се прифатат нивните толкувања. Они што барат од Светото писмо противречности не се духовно просветлени, држејќи се за своите недостојни ставови, тие ќе пронајдат многу причини за сомневање и за неверување во она што навистина е јасно и едноставно. Меѓутоа, пристапувањето кон Светото писмо со позитивен став не значи отфрлање на способноста за самостојно размислување. Тоа не значи затварање на очите пред научните факти или пред логичните докази. Напротив, историската наука и археологијата дале несоборливи докази во прилог на фактите што создаваат или ја потврдуваат верата. Тие се толку бројни и толку убедливи што секој човек слободен од какви да е предрасуди може лесно да ги усвои. Иако постојат бројни цврсти докази во прилог на верата, секогаш ќе биде присутна можноста за сомневање. Дори ни сам Христос не може секого да го убеди да верува. Меѓу неговите најблиски следбеници владееле две мислења за него. Некои му се поклонеа, а некои се посомневаа, пишува Матеј во 28 глава. И во овој случај постоела група на луѓе кои имале пристап кон исти докази, значи сите гледале со на исти настани, се случувале пред нивни очи, меѓутоа едни верувале, а едни не верувале. Но секое лице во својата лична слобода одлучувало дали да верува или да се сомнева. Затоа не треба да не изненади фактот што и денеска постои иста ситуација која ќе продолжи да постои се до крајот на светот. Они што сакаат да се сомневаат ќе имаат прилика за тоа, но они што навистина сака да ја дознаат вистината, ќе најдат мноштво докази врз кои ќе почива нивната вера. Навистина, почитувани гледачи, има две опции: да веруваме или да не веруваме. Ние сме тие, ние одлучуваме. Има мноштво докази кои покажуваат дека постои Бог, но они кои сакаат да не веруваат, ќе најдат милион причини тоа да го потврдат своето неверување. Меѓутоа, и наградата ќе биде за едни спасение, за едни осуда. Значи, мора да бидеме подготвени за едното или за другото. Затоа вера е тврдо чекање на она што го очекуваме, а не го гледаме со своји очи. Тоа е таа вистинска вера. Нека Господ, како што рекли учениците, Исус е дометни ни вера. Дај ни, Господе, повеќе вера да веруваме во Тебе. Одеме сега со джингл, а потоа ќе продолжиме со рубриката за здрава храна. Еве, во продолжение ќе кажеме нешто за кромпирот. 5 причини плюс зошто кромпирот треба да е дел од вашата исхрана, почитувани гледачи. Верувам дека користите кромпир, иако ова зима и ова рана пролет е доста скап кромпирот, но се е поскапнато, но сепак да видиме зошто треба да користиме кромпир во нашата секојдневна исхрана. Во облик на помфрит, печен или во чорба, како е да се сготви, има одличен вкус, но и содржи многу состојки кои му се потребни на нашиот организам. Ако сакате да го сочувате вашето здравје, тогаш кромпирот нека биде дел од вашето неделно домашно мени. Без разлика дали станува збор за појадок. Јас знам луѓе кои појадуваат кромпир, печен кромпир, например, или вечера. Еве, 5 причини плюс ќе ве натерат веднаш да се изготвите вкусен оброк со кромпири. Број 1. Огромно количество на калиум. Значи, кромпирот содржи огромно количество на калиум. Еден голем и неизлупен кромпир содржи дури 1600 милиграми калиум, што е речиси половина од дневната препорачана количина и 4 пати повеќе отколку што содржи една банана со средна големина. Ете, ние јадеме банани за да имаме калиум, меѓутоа гледаме дека еден кромпир содржи 4 пати повеќе калиум.
Kalimot ne samo što je dobar za hidratacije i izdržljivost kaj atletičarite, tuku igra važnu uloga vo namaluvanje na krvni pritisak. Gledajte, jaden na kompir go namalova krvni pritisak. Broj 2. Bogate su prirodni vlakna. To važi samo ako kompirot go jadete so lušpa. Сега тука има дилеми, полемика, дали да се користи, да се јади компирот со лушпа. Меѓутоа, младиот компир може, тој е така млад и лушпата му е теинка млада, ако се добро измие. Еден голем компир содржи дури 7 грама на влакна, што е 1/4 од потребната количина во текот на денот. Откако ќе ја отстраните лушпата, останува само 1 грам од влакната. Храната богата со влакна овозможува подолго време да останете сити, а го намалува ризикот од срцев удар, го намалува холестеролот и помага во спречување на дијабетесот. Број 3. Содржи здрава доза на витамин С. Компирот со лушпа содржи огромна количина на витамин С, односно во еден голем компир има дури 29 милиграми, а тоа е половина од неопходната дневна количина. Витаминот С е важен антиоксиданс и помага во брзото лекување на рани. Број 4. Извор на манган. Манганот е важен за варење на протеините, јаглените хидрати и холестеролот, а може да биде вклучен и во формирање на коските. Еден голем компир со лушпа содржи 1,3 од неопходното дневно количество на манганот. И петиот совет, богат е со витамин B6. Витаминот B6 е потребен за кардиоваскуларното здравје, дигестивниот имунолошки систем, мускулниот и нервниот систем. Освен тоа, тој влие врз производството на неопходните мозочни хормони. Еден голем компир ве обезбедува со 46% од препорачаната дневна доза од витаминот B6. Еве, почитувани гледачи, тоа беа овие информации врска со компирот. Значи, цените се малку паднати сега, имаме млад компир на пазарите, затоа употребувајте го што повеќе компирот. Видовме какви придобивки имаме за нашето здравје ако во исхраната го вметнеме повеќе компирот во дневната и наша исхрана. Добро, одиме сега понатаму со нашата емисија. Ќе одиме со еден джингл. Ако може од режија, джингл да одиме. Денеска би сакал да ви ја презентирам, почитувани гледачи, книгата Чежња за рај. Книгата е бесплатна, не може да најдете во Македонија, освен кај нас. Значи, во нашето студио ви ја препорачуваме и ако ја порачате, ќе ја добиете бесплатно. Значи, книгата е на српски јазик, латиница, меѓутоа еве ќе ви прочитам само една информација од содржината. Ова книга е посветена на оние кои се подготвени да го гледаат светот со други очи. Таа е воедно и повик кон сите оние кои сакаат вистината, да му се придружат на оваа духовно патување. Без обзир на својата националност, култура, образование, луѓе ширум светот имаат исти потреби и копнежи. Без обзир на тоа дали сте будисти, христијани, хиндуисти, муслимани или евреи. Ние најчесто не ја бираме својата религија. Своето раѓање не го бираме. Туку од раѓања сме воспитувани да веруваме во одредени убедувања. Било кој американец, христијанин, муслиман, кој пораснал, например, во Африка или во Афганистан, и го воспитувале, например, муслимански родители, на ист начин, дали е тоа африканец, како што спомнав, христијанин, или образован на запад или на југ, или во некоја христијанска или нехристијанска фамилија,
Jednostavno, na sekoj čovjek mu je potreben Bog. I zato ova knjiga, Čežnja za rajem ili Kopneš za rajot, zborува навистина отворено како муслиманите го прифаќаат Христа, без разлика во кој дел на светот живеат. Книгата е напишал Сулейман Ромаин. Интересно четиво, има некаде околу колку страници само да погледнам, така да може лесно да ја прочитат, има многу фусноти, текстови, има 150 страници, значи ево уште нешто ја покажа. Пишете ни на нашата адреса, во студиото може да се јавите на нашиот телефон или на нашиот мейл, а ние бесплатно ќе ви ја испратиме по пошта, почитувани гледачи. А вие, останатите кои сакате да изучувате Библијата по дописен пат, еве ќе ја покажам уште еднаш. Значи, Библијата, Светото писмо, може да ви ја испратиме исто така бесплатно. Јавите се на нашиот мейл, а ние по пошта ќе ви ја испратиме на ваша домашна адреса. Доколку сакате да изучувате Библијата по дописен пат, еве ви нудиме и бесплатно проучување онлайн, значи преку вашите компјутери, bibliјата.зборова.мк. Да видиме сега и самата реклама за дописната библиска школа. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Драги гледачи, полека дојдовме до крајот и на оваа наша денешна утринска програма Добро утро, емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Ви благодарам на вашето внимание, на вашата присутност, што ја следевте ова наша утринска програма. Препорачете ја на ваши пријатели, значи споделите го линкот на нашиот YouTube канал Радио Гласна надежда, каде што се поставени сите досегашни имитувани емисии на ова програма, така да може да ги погледнете сите наши содржини. Ми простанав да ви посакам пријатен ден, благословен викенд. Се ближат првомајските празници, некои ќе ги спојат ове празници, значи сабота, недела, понеделник, кај да сте, секојаш носите го Господа со вас, во вашите мисли, во вашите срца. Посакувам секој добро од Господа и довидување во наредната емисија. Пријатно. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Гласна надежда. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежда. Се гледаме.